Здраво на сите, јас сум читачот и ова видео од соработката со ЕУ за култура ќе биде посветено на преводот и преведувањето. Веќе 8 години се доделува наградата Вавилон за најдобар млад преведувач, при што млади преведувачи може да си ги испробаат своите преведувачки капацитети, преведувајќи од некои од јазиците на кои што се зборуваат во Европската Унија. Во април се доделува наградата и во контекст на тоа решив да направам едно видео посветено на преводот. Добриот превод, кога зборуваме за превод на литература, за мене лично е од исклучителна важност, затоа што добро преведено дело може да го збогати вашето искуство на читањето на романот, ако станува збор за роман, сето тоа да изгледа природно, да изгледа убаво, додека лошиот превод знае да го упропасти целото искуство, знае да го осиромаши и да го изобличи и самото дело. Во ова видео нема да зборувам јас, туку ќе им поставив прашање на четворица искусни преведувачи. Ќе зборуваат Владимир Мартиновски, кој што оваа година е и амбасадор на наградата Вавилон, што исто така и професори преведува од француски, Лидија Танушевска, која што преведува од полски, Живко Гроздановски, кој што преведува од италијански и Марија Джонс, која што преведува од англиски. Се надевам дека ова видео ќе биде инспиративно и за младите преведувачи, дека ќе научат нешто, меѓутоа и сите ние останатите. И одговорот на четвртото прашање ќе го содржи најдрагиот превод на секој еден од овие преведувачи и најтешкиот превод со кој што се соочиле, така што ќе може да слушнеме некои наслови кои што може да ни инспирираат да земеме и да ги прочитаме. Значи толку од мене сега, уживајте во видеото и се гледаме во наредна прилика. Велиме дека еден превод е добар кога забораваме дека е превод. Кога имаме чувство дека преведеното дело е напишано на преведениот јазик. Лесно е да се каже тоа, но многу е потешко да се постигне. За да се случи такво нешто, преведувачот, мислам, прво треба многу добро да навлезе во преведеното дело, во делото што го преведува, и да навлезе не само во значењето на текстот, туку да навлезе и во духовниот етимон, во неговата суштина, во причината за постоењето на тој текст. Но за тоа да се случи, потребно е преведувачот едно време да живее со делото, да го живее светот на јунаците доколку е белетристичко дело, да живее со идеите кое тоа дело ги пласира доколку е теориско дело, да живее со ритамот доколку е тоа поезија, да живее со метафорите, практично треба да се случи една средба меѓу светот на преведувачот и светот на авторот на делото, за тоа дело да се пресоздаде во новиот јазик и да звучи како да е создадено на тој јазик. Добар превод е оној кој се чита како текстот да е создаден на тој јазик на кој се чита. Добриот превод треба да се чита без застанување, без замислување, без чудење, без одгатнување на текуштата мисла. Затоа јазикот на преводот треба да биде чист, автентичен, да се почувствува неговата убавина, без интерференција од јазикот на кој се преведува. Добриот превод не смее да си дозволи безсмисленост во ниту една реченица и јазикот на добриот превод не треба да биде извештачен и приспособен на јазикот од кој се преведува. Тоа би довело до лош превод, што може да создаде сосема погрешна перцепција за оригиналното дело или да го натера читателот да посегне по превод на друг јазик кој му е разбирлив. За да се има добар превод, потребно е пред се секако добро познавање, одлично познавање на материјата што се преведува. За тоа потребно е добро истражување. Потребно е време, трпение, контактирање со професионалци, луѓе што добро ја познаваат материјата по потреба. Потребно е преведувачот да се всели во преводот што го преведува. Понатаму исто многу е важно да го препрочитува тоа што го превел и да се прашува дали самиот би прочитал такво нешто.
За добар превод е потребно искуство. Како во англискиот вид со тревата ќе ја посадите и така ќе ја поливате едно 500 години и се ќе биде во ред подосна. Се што сум научила доколку правам добри преводи е од праксата, од искуство. Кога се преведува без разлика за кој жанр станува збор, сметам дека е неопходно преведувачот да ги познава јазиците и јазикот од кој преведува, но не само јазикот. Културата, творештвото на тој автор, може би да го анализира и подолго време авторот, да влезе во логиката на тој јазик и секако дека е неопходно да располага со сите алатки за тој превод да функционира на целниот јазик, нели, на јазикот на кој се преведува. Затоа е потребно јазикот од кој што се преведува оригиналниот текст да се познава до најситните, до најбитните детали. Контекстот, културниот контекст е многу битен и секако еден од најголемите предизвици во секој превод е да се влезе дури до познавање, да биде јазикот она што е можеби најтешко да се преведе, идиомите, преносните значења, како тие да се реконструираат и да се преведат на целниот јазик, да се најдат соодветни решенија. Всушност, преведувачот секогаш е пред една голема битка да ги најде вистинските решенија со идиомите на јазикот на кој се преведува. Не може да се преведува доколку не се познава јазикот на оригиналот. Меѓутоа, уште поважно е да се познава јазикот на кој се преведува. Преведувачот треба да ја знае јазичната норма на јазикот на кој преведува, но треба да може да се снајде и во различните регистри на јазикот, како што е колоквијалниот јазик, стручната терминологија. Треба да ги познава дијалектите на јазикот, треба да познава историјата на јазикот, бидејќи во секој книжевен текст може да се најде некоја од овие компоненти и преведувачот ќе треба да ги издвои тие компоненти, да ги нагласи, да ги вткае во својот превод, бидејќи токму јазикот на преводот е оној кој треба да го привлече читателот да ја прочита таа книга. За да се има добар превод, секако дека се потребни двата јазици, дека е потребно солидно познавање на двата јазици. Но над сето тоа е добро познавање и разбирање на материјата што се преведува. Но еве од двата јазици, појдовниот и целниот. Прво сметав дека е поважно да се познава целниот јазик, за да може, зашто тоа нели на крај ќе се чита. Но со еволуцијата на преведувањето, на моето лично патешествие, сватив дека познавањето на мајчиниот јазик е многу поважно, да речем, ако треба да се одбере. Затоа што во целниот јазик секогаш можат да се најдат и да се дојдат до интересни решенија. Второто прашање беше што е подобро да се познава, што треба подобро да се познава, дали јазикот од кој се преведува или јазикот на кој се преведува. Идеално, нормално би било и двете. Јас сум во малку, можеби поинаква ситуација од вашите други соговорници, бидејќи јас не преведувам само од англиски на мајчиниот јазик, односно македонски. И тука можеби би можело да дојде до некаков разговор дека не мора секогаш да се идеално добри познавањата на јазикот од кој преведувате, доколку одлично го владеете сопствениот мајчин јазик. Јас преведувам и од македонски на англиски, односно како мала култура, ние
имаме има многу малку родени говорители, преведувачи на светските јазици, кои со леснотија би можеле да преведуваат од македонски на англиски, од македонски на француски, од македонски на германски седно. И она што некои си мои имиджи што тим се наоѓам на писателите при преводите, дека да, го познавам туѓиот јазик на ниво, не смеам нормално да тврдам, на ниво на собствениот. Додуше можам да ги доведам прашање познавањата и на двата јазици, меѓутоа да. Многу е добро кога добро ги владеете и двата јазици. Не само пишаниот, туку и говорниот, и тоа повлекува тука многу работи. Имате добро познавање од културата и од можете да контекстот полесно да го, ако ништо друго да не го промашите. Прашањето колку еден текст добива или губи кога ќе биде преведен на друг јазик е едно многу комплексно прашање и многу интересно. Секако дека авторот на едно дело кој добива добар превод, добива нови читатели, добива нов круг на читатели, добива нов толкувач на делото, бидејќи не случајно со право се вели дека добриот преведувач е можеби најкомпетентниот и највнимателниот читател на едно дело, но секогаш мораме да имаме предвид дека при преведувањето е невозможно, нели, со самото тоа, нели, преводот е еден вид чудо. Со самото тоа што се преведува еден текст на друг јазик, особено тоа е видливо во преведувањето или препејувањето. Навистина е многу возбудливо кога текстот не звучи исто, не може да звучи исто. Секој јазик има различна музика, условно кажано. Она што е возбудливо, текстот доживува една своја верзија. Нели, текстот се пресоздава на еден нов начин и уште Блаже Конески тоа го вели, нели, дека јазикот се кове во ковачницата на преведувањето. Практично на тој начин се збогатува една култура со преводниот текст, со постоењето на тој текст на целниот јазик. Со тоа добиваат и двете култури. И културата од која што се преведува и секако преводната култура влегува во корпусот на една национална книжевност и секако дека доживува и творечки диалог преку чинот на читање, преку чинот на интерпретирање од страна на читателите. Секојаш нешто се губи во преводот. Во секој книжевен текст може да има повеќезначни изрази, игри на зборови, културни реали кои ни се помалку или повеќе познати, ситуации кои не се применливи на нашата реалност, кои се сметаат за непреводливи. Јазичните и културните елементи се тие кои најмногу се губат во преводот. Но поентата на еден превод не е да се пренесе збор за збор, туку да се создаде едно ново, оригинално дело, кое ќе го пресликува оригиналот, но на поинаков начин, преку други изразни средства. Овие непреводливи елементи за кои зборував се тест за еден добар преведувач, кој треба да изнајде креативен начин за да ја пренесе суштината на оригиналната мисла. Токму таа креативност е она што се добива во преводот. Колку се добива, а колку се губи во преводот, во крајна линија секогаш зависи од преведувачот. Зависи од тоа каков е текстот, зависи од тоа колку голем предизвик е текстот за преведувачот. Преведувачот може да се заигра со текстот, може да произведе прекрасно решение, но треба да се внимава. Мислам, треба преведувачот да внимава да нема многу од
од него, од преведувачот во текстот. Затоа што се смета дека нели познато е она тврдење или не знам колку е познато, но преведувачите се како нинџи, да се вели. Значи колку помалку ги забележуваш, толку се подобри. Што се добива, што се губи со превод? Па добива културата на која што припаѓа јазикот, на кој што се преведува едно дадено дело. Нели се читателството може да се запознае со ново, старо, класично, секакво дело, за кое што некој сметал дека може да им е од интерес. Било издавач, било оние што се одговорни за културната политика или пак самиот издавач. Самиот преведувач, пардон. Добива веројатно исто така и самиот автор, му се зголемува читаноста, доколку е жив, нели? Неговото дело добива на значење, сите автори сакаат што повеќе да им се преведуваат делата, поинтересни одгласи на самото дело се добиваат. Оној што се губи е, оној што губи е самото дело. Ако сум преведувач и ако на шега, кога преведувам од македонски на македонски автори, некогаш ми велат дека сум направила дури подобро да им звучи раскажот или романот на англиски отколку на македонски. Со преводот, секако оригиналното дело, секогаш моја политика како преведувач е дека преводот секогаш мора да биде колку што е можно повеќе верен на оригиналот. Меѓу делата кои досега сум имал можност да ги преведувам, навистина ми е тешко да одвојам кои ми се најдраги. Па еве ќе ги споменам Во земјата на магијата од Анри Мишо, автор кој многу го сакам и како писател, и како сликар, и како мислител. Ми беше многу возбудливо да го реконструирам неговиот фантазмагоричен свет на македонски, а секако тука би ја издвоил и книгата Снег од Максанс Фермин, книга која само што ја отворив оригиналот на француски, веднаш посакав, и тоа не беше нарачен превод, веднаш посакав да ја преведам на македонски, практично читајќи ја преведов речиси и без да го отворам речникот. Ми беше чувството како да пишувам своја книга. Толку се препознав во овој автор, а можеби како најтежок меѓу најтешките преводи би ја издвоил токму еротизмот од Жорж Батај, книга која ме намачи бидејќи некогаш се двоумев да речеме дали еден збор да го преведам како суштество или битие, значи ме наведе да влезам во и да ги прочитам и другите дела на Батај, но и ме наведе или ме збогати. Тоа сакам да кажам дека делата кои ни се тешки за превод истовремено ни овозможуваат и да научиме многу работи, а тоа е секако голем духовен предизвик. Сите преводи ми се драги, но во оваа прилика како најдраг превод ја издвојувам книгата од Камил Балук Сите деца на Луи, која е нефиктивна проза, напишана на многу интересен начин. Се чита како роман, има јунаци, се следат нивните постапки, има акција, а сето тоа е сочинато од наблюдување на авторот, интервјуа, разговори, документи и слично. Имено еден пољак ја разоткрива мощна популарната афера последниве години во Холандија на гинеколошки клиники кои посредувале со донаторство на биогенетски материјал при неплодност или отсуство на татко. Приказната ги следи децата кои на одредена возраст започнуваат да го бараат својот биолошки татко и доаѓаат до фрапантни сознанија. Книгата засегнува многу морални прашања, како, например, дали донаторот може да биде татко, дали секој може да биде донатор, колку деца може да има еден донатор и слично, и при тоа се фактички прикажани повеќе перспективи на децата, на таткото, на мајката, на општеството
и така натаму. Што се однесува до најтешкиот превод, еве да речеме дека доста тежок поради културните реалии ми беше романот Трошка вистина од Зигмунд Милошевски, кој е криминалистички роман. Меѓутоа не е само криминалистички роман. Во овој роман има мистерија, има хорор, го отсликува современото полско општество со сите предизвици што ги носи демократијата. Прикажани се полско-еврејските односи за кои многу малку се зборувало воопшто во историјата на Полска, раѓањето на неонацизмот, корупцијата на власта, семејните односи, падот на моралните вредности и така натаму. Одлично четиво кое се чита во еден стив. Трошка вистина од Зигмунд Милошевски. Мој превод што ми е мене најдраг е препевод на поезијата на Влада Урошевиќ од македонски на италијански јазик. Најдраг ми е од неколку прости причини. Прво затоа што е препев на италијански јазик, значи не е мојот мајчин јазик, тоа е една постојана претрага, пребарување, боричкање во една ризница од скапоцени камчиња и одлучување кое од нив е соодветно за финалниот текст. Тоа е една причина. Втората причина е тоа што е преведувањето во Рима. И третата причина е поради самата поезија, игривоста на самата поезија на Владо Урошевиќ. А како најголем предизвик ми бил препевот од Еуџенио Монтале од италијански на македонски. И ова беше големо уживање и голема радост, затоа што и тука многу од песните беа во Рима. Зборуваме за збирката Коски од сепија. Но некои од песните не беа во Рима. Од друга страна па Еуџенио Монтале е познат како поет херметичар. Значи, обскурна е неговата поезија и не е сосема јасно некогаш што всушност треба да се постигне, и тоа мислам дека остава доста материјал за тој препев да биде користен како примери за работилница, за да види каде се може да се подобри тој текст и тие текстови. Што знам кој ми е најдраг, најтежок превод, да почнам со ова второто. Кога си понеискусен, многу повеќе преводи ти се тешки и се повеќе предизвик затоа што си неискусен, отколку што се предизвик самите по себе. Меѓутоа, можам да кажам дека еве сега, пошто бидејќи јас сум преведувач со долга километража, 250 книги, последно пред 2 години, најтежок, да употребаме бугаризам, изискателен превод ми беше Ада на Набоков, Владимир Набоков. На интернет можете да најдете цели страници, коментари и од самиот Набоков додавани и покрај оние што се во книгата, и од клубови на негови читатели и слично. Многу референци, бара висока начитаност и разни културни референци, за да можете да го и за читателот, за да го следи делото, значи и за преведувачот. Мили и драги дела има многу. Например, за Птицата под бивница ми се јавувале луѓе да ми кажат дека одлично им течело, им се читало, драго им било, дека ете има нерогобат, не употребам сарказам, нели, преводи на македонски јазик. Меѓутоа тоа е такво дело кое што нели ве фаќа до срце, ве лови и онака, и јас уживав дека го преведував.
Сум преведувала многу класици кои што многу ми значеле, како Робинзон Крусо и Гуливеровите патувања. Не можам да застанам, меѓутоа едно кое што ми е особено мило беше Источниот рајот на Џон Штајнбек. Просто уживав во преведувањето и се сеќавам дека налетував и се гледав и со лекторката што го лекторираше преводот и таа ми потврди дека едноставно исто уживала додека работела. Тоа е моќта на нели така посебните книжевни дела кои ви го стоплуваат некако срцето. Уште едно ќе го спомнам, кое што исто така дури ме згроми, меѓутоа одвај чекав да станам наутро и да седнам да преведувам и не станував додека не се укочев тотално. Е поново дело на израелски автор. Конј влегува во бар. Станува збор значи за роман на Давид Гросман, Конј влегува во бар. Релативно нов роман и е добитник на Ман Букер наградата за дело на странски јазик.